вечер и добродојдовте во Отворено, единствената дебатна емисија во Македонија во која граѓаните прашуваат. Изминатите неколку емисии зборувавме за политичката криза и за она што политичките фактори ни го сервира, ако доведе до продлабочување на кризата. Вечерва ќе зборуваме за нешто што ги боли сите или повеќето македонски семејства, што е тесно поврзано со политичката состојба во државата години наназад, а тоа е иселувањето на младите од Република Македонија. Зошто високо образованите млади луѓе не ја гледаат иднината во својата земја? Дали во оваа држава ќе се воспостават фер услови за лична борба за напредок или одливот ќе продолжи? Имаме и неколкумина млади луѓе кои се преселиле од Македонија, кои ќе ни ги кажат нивните приказни и како живеат таму каде што се сега, зошто заминале и под кои услови би се вратиле, односно што мислат тие дека треба да се промени во државата за да се вратат назад. Според едно сеопфатно истражување на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, најголем дел од младите луѓе во Македонија се плашат од невработеноста и сиромаштијата. Зошто е тоа така? Имаме еден од авторите на оваа студија во студиото кој ќе ни одговори на овие прашања. Имаме и доста прашања од младите овде во публиката. Ви благодарам што дојдовте и вам. Имаме и прашања од луѓе кои не успеа да дојдат, меѓутоа беа навистина заинтересирани за оваа тема која е од голем интерес за многу семејства во државата. Одиме сред. Зошто младите се иселуваат од Македонија и како да ги задржиме во нивната родна земја? Вечерва дебатираме со доцент доктор Марија Топузовска-Латковиќ, универзитетски професор. Добро вечер и добро дојдовте. Еден од авторите на студијата која што ја спомнав во најавата и која навистина сеопфатно го анализира животот на младите и состојбата во која се наоѓаат во оваа држава. Ќе позборуваме за тоа повеќе. Дона Костуранова, Младински образовен форум. Девојката кога ја вели дека не се работи за миграција на младите, туку за екзодус, и тоа ќе го зборуваме. И Ивана Туфекџиќ, студентски пленум, меѓу попознатите имиња од студентскиот пленум кој ја покаже енергичноста на младите пред известно време и дека тие знаат како да кажат што им недостига, а сега и активна во протестите на Шарената револуција. Добро вечер и до вас и добро дојдовте во студиото. Имаме млади во публиката, нема да помислам јас прво да го поставам прашањето, значи емисијата вечер ја отвараме со Ивана Павловска. Ивана, вашето прашање повелете. Јас сум Ивана Павловска и моето прашање е колку од младите ја нашле својата иднина надвор од државата? Значи колку млади заминале, ова е прашање кое сите си го поставуваат, немаме некој јасен службен официјален податок. Последниот податок го кажа Државната изборна комисија, повикувајќи се на МВР за бројка од 78.000 луѓе, но вкупно луѓе, нели, кои што ја напуштиле државата од 2015 година. Трендот на иселување според она што можев да го видам подготвувајќи се за оваа тема е од 90-тите години. Можеме ли да кажеме бројка колку млади луѓе ја напуштиле земјава за овој период? Точно како што кажавте, недостасуваат официјални податоци за бројката на млади луѓе кои што заминале. Односно има еден податок во Макстат базите на Државниот завод за статистика, каде што вели дека 178 млади луѓе на возраст од 15 до 29 години трајно се одселиле. Но 178 само. 178, да, но недостасуваат податоци, бројки колку се заминати во странство на образование, на едуцирање, колку од нив се враќаат кога ќе завршат со образованието, а колку остануваат или па кога ќе завршат со некој работен ангажман. И токму тоа е она што нам навистина недостасува, како би знаеле реалноста каква е. Бројките од Светската банка се поинакви. Бројките од Светската банка велат дека над 400.000 млади се заминати, но само тој податок го имаме. Тона? За жал не знаеме колку млади луѓе имаат напуштена Македонија, ма сите знаеме дека имаме пријатели со кои што почнуваме да комуницираме на Skype наместо на кафе и дека се почест тој проблем се јавува. Може би не знаеме колку млади се заминале, ама знаеме дека младите сакаат да се заминат. Ќе почнеме од наше многу постаро истражување од 2011 од кое што видовме дека 45% од средношколците за 10 години се гледаат себе си надвор од Македонија. Истражувањето на ИСПИ од 2013 велеше 70 или 75%. Околу 60. Околу 60%, да.
Од младите Да. се гледаат себе си, тоест би заминале од Македонија и би разгледувале за таква опција. И тоа се навистина загрижувачки податоци, затоа што зборуваме за половина или повеќе од половина од младата популација дека не ја гледа својата сопствена иднина во оваа земја. Причините се многу, причините навлегуваат, во причините се вбројува и сиромаштијата, се вложува и големата младинска невработеност, која што е двојно поголема од и онака високата невработеност на општата популација на нашата земја, каде младите се покажува дека се во двојно понепривилегирана позиција, затоа што имаат двојно повисока стапка на невработеност. Тука еден и клучен проблем е тоа што го спомена професорката, а тоа е дека не знаеме колку луѓе се заминале, на која возраст, од кои мотиви, дали отишле да студираат, дали отишле да работат. Тоа е веројатно неопходен податок да се има во државата за воопшто да се почне да се мисли за некаква стратегија како да се запре тој тренд. Ако не ги знаеме фактите, нема да можеме не добро да го разбереме проблемот, а потоцно и да го адресираме. Ивана? Јас нема да шпекулирам со бројки. Она што можам да го кажам е дека во недостаток на попис, кој што сме го немале од 2002 година, повеќе од 10 години, ние не можеме ни да зборуваме за правење стратегија за младите луѓе. Ние немаме поим како држава и не можеме ни да зборуваме за држава ако немаме попис. Немаме поим колку млади луѓе имаме тука, колку имаме високо образован кадар, колку имаме средношколци, колку имаме основци, колку имаме иселени, поради кои причини тие се иселуваат, кога се враќаат. Ние не знаеме буквално ништо, освен оние податоци кои што се од Државниот завод за статистика, нешто се шпекулира преку агенцијата за вработување околу стапката за невработеност и така натаму. Меѓутоа ние не можеме да зборуваме за било каква бројка официјална, колку луѓе излегуваат, освен ако не отидеме на аеродромот Александар Велики, сега е тоа време, Work and Travel програмата на Американската амбасада во Соединетите Американски држави, каде што ќе го видите аеродромот дека е препон. Ама тоа не се официјални бројки по кои можете да креирате или да зборувате за било каква младинска политика. Ивана, и вие и Дона се борите како млади луѓе за состојбата на младите да се подобри во оваа држава, дали можеби вие размислувате да се преселите? Јас лично не. Мислам дека и ова е една критика која ќе упатам до младите луѓе кои го размислуваат тоа, се надевам дека нема да ми замерат. Мислам дека секој од нас треба да го менува светот и државата од местото каде што стои. Младите луѓе имаат потенцијал, имаат моќ, имаат образование, имаат неверојатен капацитет кој што е потребен на Република Македонија за да стане една стабилна демократска држава и мислам дека полесниот пат за фаќање на авионот, иако тоа е апсолутно најтешкиот пат, колку и ова парадоксално да звучи што го зборувам, мислам дека треба да им биде буквално последната опција која што ќе размислуваат пред да ги напуштат своите семејства и да отидат да го бараат подобриот начин на живот некаде надвор. Во истражувањето на институтот има еден податок дека многу голем дел од младите луѓе сметаат дека најубавите години од животот ги поминуваат во барање работа, меѓутоа претпоставам дека тоа е една од причините поради кои се решаваат на овој другиот начин, доколку имаат среќа се разбира да најдат каде би студирале, да може тоа да си го дозволат и да останат во тие земји. Малку само да се задржиме околу причините за заминувањето. Вака ќе го почнеме сега кругот, подиме на следно прашање. Првичните причини се да го погледнеме малку поширокиот општествен контекст, почнувајќи од образованието. Значи, ако имате дете кое што треба го запишете во основна школа, при тоа треба да поминете низ низа процедури, тоаш веројатно нема да сакате да си го изложите своето дете на стрес. Втората работа е средното образование и страшните реформски процеси кои што се случуваат таму, за да стигнете до неквалитетното високо образование кое што не ве прави компатибилен за пазарот надвор поради честите измени на законската регулатива. Од друга страна, барањето работа, сиромаштијата, фасцинантно високата партизација на државниот и приватниот сектор, скратувањето од страна на државата за можности за отварање на собствен бизнис, за функционирање во рамките на приватниот сектор, тоа сето нормално е опременето со инспекции, со разноразни административни процедури,
дополнително го усложнува целиот момент. Ситуацијата на политичката криза која што трае предолго ги создава една апатија, ја уништува културата на живење. Ние не можеме да зборуваме веќе за култура на живење на младите луѓе овде. И од тука, веројатно, младите тргнуваат кон барање на некој подобар пат надвор од границите на Македонија. Дона, ова Јас ка се надоврзам на тоа Ивана што го кажа предходно апелот за дека сите треба да останеме и да се бориме да го подобриме ова општество за себе си, за нашите сограѓани, за идните граѓани на државава. Ама морам и да спомнам дека верувам дека веќе не е ни избор дали ќе се замине за некои луѓе. Едноставно има луѓе кои што немаат избор дали ќе останат или ќе седат, туку се приморани од овој општествен контекст да заминат оваа земја. Има луѓе, лица кои што се ЛГБТ, кои што не можат да се ја видат брачната иднина во оваа земја во брзо време. Но не е само ни тоа, луѓе кои што трагаат по квалитетно образование што не можат да го добијат тука. Имаме луѓе кои што се изложени секојдневно на своите напади да и помогнат на оваа држава и затоа се стигматизирани и отуѓени од ова општество. И се помалку станува избор, се повеќе станува примора, па шумо и поимот екзодус, односно протерувањето на младите од нашата земја, затоа што не е лесно да се замине. Не е лесно да се работи работа која што не е во твојата струка, не е лесно да се бараат нови пријатели, не е лесно да се остави целото семејство и дом позади себе. И многу луѓе и патат поради тоа што се отидени во странство. Но многу луѓе добиле можност да го прават тоа што оваа држава не им го дава. Кај нас додека ние се бориме со еден корумпиран, монополизиран студентски парламент кој што не им дава на студентите да кажат што мислат, па камоли да пркнат и да го кажат мислењето во организирањето, други студенти одат и учествуваат во избори, организираат избори на други факултети. Додека се бориме да имаме квалитетна дебата, во странство се основаат дебатни клубови. Додека можностите за истражувачка работа се многу ограничени, студентите наоѓаат простор во странство и како да се занимаваат и со истражувачки трудови. А причините се многу. Кај причините да секако се лоцира и големата сиромаштија и големата невработеност и високата партизираност, но на крајот младите кај нас не се независна категорија. Почнувајќи од домувањето, каде што најчесто живееш со своите родители, од финансиската зависност, каде што немаш сопствени примања и зависиш од некој друг за основните твои потреби, почнувајќи од културната зависност на ограничена културна сцена и можности преку кои што ти можеш да се надградиш и да се реализираш, до социјалната зависност или би рекла угнетување, кое што го доживуваме на различни нивоа кога ние растеме, од угнетувањето во училиштата каде што едве можеме да се организираме или кога ќе го направат тоа учениците, некој им ги заклучува вратите за да не излезат. Обесхрабрено е тоа организирање, предпоставувам. Да, целосно ограничување на правото за самоорганизирање и користење на слобода на говор. Тоа значи дека се говор. работи за избор меѓу два избори, дали ќе се остане тука со своите, со блиските на својата родна грудка и ќе се чека, ќе се надева младиот човек дека може да започне свој независен живот, или ќе се обиде да отиде некаде каде што исто така нема да му биде лесно, меѓутоа веројатно постои некаков систем каде што ќе се надева дека ќе се вреднува неговата способност. И така, и сумарно би рекла дека тука влегуваат многу повеќе фактори кои што се одраз на самиот квалитет на живот кој еден млад човек го добива во оваа земја од сите различни аспекти кои се одразуваат на секојдневието. Професорке, вие во вашето истражување имате прашање зошто би заминале во странство кон младите луѓе, тие велат пред се добри услови за работа и добра заработувачка. И тоа е тоа, финансиски значи, што им причини. недостига. И финансиите, да. Да, тоа е тоа. Значи, секогаш кога зборуваме за миграција, зборуваме за push и pull фактор, односно едни фактори кои што влијат некој да се замине и некои фактори во другата земја кои што ги привлекуваат таму да дојдат. Инаку, генерално, кога зборуваме за миграцијата како процес на младите луѓе, тоа не е нешто ново и не засега само нас. Моментално се проценува дека околу 30 милиони млади луѓе ги напуштаат своите домови во потрага по подобар живот, подобро образование или подобро вработување. Така да, тоа и не е толку лошо, но ако не се чувствуваат младите да се натерани, приморани да заминат. Затоа јас велам, битно е да видиме што прават тие таму, дали се вработуваат, дали се задоволни од работата, дали се враќаат. Бидејќи на тој начин ќе добиеме повеќе одговори. Инаку, причините, како што кажавте вие, се невработеноста генерално, меѓутоа и сиромаштијата, односно финансиската немок, но треба да имаме предвид дека овие млади луѓе се поклопуваат со милениумската генерација, која што е мощна и специфична генерација. Тие себе се доживуваат како граѓани на светот, а не на нацијата,
поради глобализацијата, интернетот и можноста за чести патувања. Се разбира, тоа никој не го спори, значи не може Не никој зборувам на за еден млад човек. позитивните и така е, негативните страни на сигурно, медалјата, не може никој да му секогаш ги има. рече мораш да останеш овде или не знам, ние како родители да инсистираме децата да ни останат покрај нас. Меѓутоа имаме млади луѓе како што Ивана кои што затоа сакаат. сакам јас целофатно да кажам, да. Да, за тој дел од луѓето кои што сакаат тука да останат, да добијат шанс. Токму затоа и реков, треба да се прашаат зошто си одат. Во општествените науки постои едно начело кое што вели, ако сакате да знаете што мислат луѓето и зошто прават работи на одреден начин, прашајте ги. И ние така ги правиме и нашите истражувања. Ги прашуваме испитаниците за секоја различна таргет популација, какви се нивните ставови, бидејќи однесувањето е тесно поврзано со ставовите. Добро, еве вашето истражување дали покажува дека младите од Македонија заменуваат бидејќи се милениумска генерација или Со тоа истражување не дознаваме нешто повеќе, затоа ние имаме моментално 3 нови истражувања за младите. Едното истражување не е за младите како предприемачи, другото за нивната улога во општеството и третото е сите аспекти на невработеност, каде што гледаме колку за тоа е виновна државата, колку се виновни родителите, колку се виновни самите млади луѓе. И ќе бидат употребени некои скали како што се скала на самодоверба, скала за самоефикасност, да видиме како тие ги практицираат своите способности за да си ги остварат целите и една скала за работен локус на контрола, каде што ќе видиме младите кога донесуваат одлуки дали самостојно го управуваат животот или пак чекаат од некој надворешен фактор, виша сила, среќа, судбина или пак родители, држава. И тогаш ќе знаеме, ќе бидеме на чисто и со некои прашања одредени за миграциите, зошто младите си одат. Да, имате уште еден интересен податок е што голем процент од младите, не го имам запишано процентот, би сакале да работат во државните институции, што е многу чудно и неспецифично за млади луѓе, според нивната биолошка возраст. Веројатно. Да, според биолошката возраст и според овие што ги кажав милениумци, тие сакаат добро платена работа, да имаат забава на работното место, да биде флексибилна работата и брзо да напредуваат. Во државниот сектор, тоа е нормално дека нема да го доживеат и затоа и тоа не интересира нас. Зошто се преферираат таму да се вработат? Дали поради внатрешна мотивација да бидат активни во општеството или пак едноставно за сигурна плата, пензија, стаж. Колка и да е таа и дали имаат можност за напредување. Горас Петрушевски, следен поставува прашање, повелете Горас. Јас сум Горас Петрушевски и моето прашање е дали мислите дека врските при вработувањето се клучни, се од клучно значење? Што мислите вие, Горас? Јас мислам дека се. Професор Капелан. Јас одговарам. Ајде видам младите ме интересираат прво, што мислат? Тоа е Мислам дека прашањето е реторичко. Да. И токму тоа е причината поради која што претходно професорката го спомна тука за младите кои што сакаат да се вработат во државниот сектор. Веројатно тоа е некоја наследна функција од баби, дедовци, родители и така натаму, дека државата е должна да ви даде. Или дека вие треба да продолжите понатаму во државниот сектор и за среќа или за жал, за наша огромна жал, а за нивна голема среќа, партијата на власт го искористи тој тренд или тоа размислување на младите и создаде еден систем цврст клиентелистички во кој што ако немате членска книжка од партијата која што е на власт, вие можете само да сонувате за работа. А дури па и ако ја добиете партискава книжка, ќе чекате некаде подолу на редот ако се истакнете подобро. Од друга страна, дополнителен проблем на тоа е сите млади луѓе кои што го истакнуваат ова како сериозен проблем на општеството, не само поради партизацијата, туку и поради силно неквалитетниот кадар кој што се вработува во државните институции, да не зборувам за образовните институции, тие се секташи, хулигани, непријатели на државата, платеници и се останато. Критиките кои се упатуваат кон системот и само малку ќе се навратам, една реченица од претходно, критиките кои се упатуваат кон системот не треба не само да не, како се вели тоа, да не навредуваат овие од власта, туку напротив, младите на секоја нивна навреда или етикета
треба да возвраќаат со посилна критика кон системот. И тука се однесуваше мојот апел да не ја напуштаат државата. Напротив, да бидат се посилни во својата критика. Ова е сериозен проблем од кој што ние нема да можеме долго да се оправиме. Партизацијата на државните институции влијае на целиот наш систем и особено на живењето на младите овде. Дона? Се согласувам, многу луѓе чувствуваат дека заслуга за работното место е партиската книшка, а не тие самите. Има едно истражување од Реактор кое што не потврдува за партизираноста, ама потврдува поштедна интересна работа, а тоа е дека поголема улога игра степенот на завршено образование на твојот родител, отколку твојот кога ти бараш работа. Односно, нивните контакти, нивните социјални кругови што се стекнати влијаат повеќе кога младиот човек бара работа, и тука се манифестира и таа зависност. И се согласувам дека најголем дел од младите луѓе ја гледаат јавната администрација како најпривлечниот работодавач. Затоа што прво ја имаме партиската книшка наместо меритот како влез во тој систем. Гледаме стабилност, каде што многу помал ризик има дека ќе го изгубиш своето работно место или ќе бидеш казнет или ќе имаш трошоци за покривање заради твојот бизнес и одговара на вредности, на вештините кои што не ги гради нашиот образовен систем. Затоа што нашиот образовен систем не изфрла од него без многу практично искуство, без некои се меки вештини кои што ќе направат нас адаптибилни кога ќе влеземе на работното место, и без конкурентност на пазарот на трудот кој што и онака е високо партизиран. Самата партизираност е коруптивна практика. Коруптивна практика колку што е и непотизмот, фаворизмот, подкупот за да се дојде до оценка или понатака во животот работно место. И сите овие работи нас не создаваат да живееме во систем кој што не само што не е ефикасен, туку е штетен за своите сограѓани. Во јавната администрација нас не влегуваат многу битни сектори, упорно велам јавна, а не државна, затоа што тоа е нешто што е наше и е јавно и е собственост на граѓаните на оваа држава, има одговорност кон граѓаните на оваа држава. Ама овие работи, каде што некој се вработува не затоа што бил добар или добра, туку затоа што имал соодветната партиска книшка, подоцна создаваат лоши лекари, лоши наставници, лоши службеници, лица кои примаат мито и така натака, и тоа само се одразува и го подкопува системот на нашето општество за на крај граѓанинот да не го добие тоа што му следува, дали е соодветна грижа, дали е квалитетно образование, дали е отворени можности или е недискриминација врз основа на партиска припадност. И често го забораваме и тоа, дека ние во нашиот пазар на труд имаме сериозен проблем каде што се помала улога играат компетенциите и квалификациите на лицето кое аплицира за работа, а други придружни фактори кои што не се одраз на квалитетот на тој работник, играат поголема улога и затоа ќе се соочуваме. Кои се тие фактори? Партиската книшка е една, познанствата, врските се други. Затоа ние ќе имаме лица кои што не може да одговорат на работната позиција која што имале и тоа ќе се одразува на сите нивоа. Дали од наставникот кој што не знае добро да ги обучи своите ученици, дали ќе се одрази на лошо креирана политика која што е методолошки неисправна или неиздржана или на лоши практики при работното место, и тоа буквално разградува се. И многу луѓе веруваат дека ако ние го, не знам, се вратиме и го подобриме квалитетот на образованието, како квалитет, но и како вредности кои што ги гради кај новите граѓани, кај младите граѓани, ние ќе забележиме подобрување и во другите различни сектори, затоа што тие работи едноставно ќе се прелеат кога ќе созрееме и ќе бидеме дел од едно општество кои што имаат вредности кои што не се врзани со партиската припадност. Еден друг аспект кај квалитетот на образованието, а тоа е какви се и какви се потребите на пазарот на трудот, дали е тоа компатибилно со профилите образовани кои што излегуваат од факултетите. Доколку го слушате директорот на Агенцијата за вработување, кој патем речено беше поканет во емисијата, меѓутоа не беше во можност да присуствува. Дневно се отвараат голем број на работни места. За овие години на владење на актуелната влада 150.000 нови работни места, но еден аспект е можноста за вработување, а друг, дали системот нуди фер шанса за пробив подпирајќи се на сопствениот труд, вложување, образование и способност, тоа зашто зборуваше Дона. Да, Дона убаво го напомена, менеджментот базиран врз компетенции. Во 21. век се базира врз таквиот вид на менеджмент и многу се битни затоа процесите на регуцација и селекција. Потребно е луѓето да бидат конкурентни, компетитивни и професионални и кога да си најдат некоја работа, да се види дека поседуваат одредено знаење, вештини, компетенции. Постои ли тоа во Македонија? Тоа е слабо генерално.
и добрите практики кај нас во Македонија и тие ретките што ги има произлегуваат од странските компании кои што се во земјата. Инаку кај нас не би смело да биде политизирано вработувањето, особено кај младите, бидејќи тие се една специфична категорија и доколку од старт се пресечат, немаат можности за вработување, а се уште ми па и свежо сеќавањето на своите соученици и одеднаш ги гледаат тие другите на некои јаки позиции, ќе бидат демотивирани, нормално дека ќе се разочараат и ќе сакаат да ја напуштат земјата. Токму тоа е проблемот, тие што може да повлечат напред ги губиме. Зборувам сега тоа што е впечаток, не базирано на податок официјален. Алексеј Демјански од Канада ни испрати видео во кое зборува за своето семејство. Тие пред неколку години ја напуштиле Македонија, значи зошто и кога се преселиле, дали тој би се вратил, а има и прашање до вас, да го погледнем. Добро вечер до панелистите и гледачите. Јас сум Алексеј Демјански и моментално сум на магистерски студии на Универзитетот на Тексас во Остин, во САД. Јас и моите родители пред едно 16 години си заминавме од Македонија поради економски причини, но поради тоа, исто така поради тоа што општеството тргна во надолна линија и имаше намалување на индивидуалните слобода и можности. Разликите што ги имам приметено помеѓу Америка и Македонија во тоа што нудат за младите луѓе, особено во однос за услови во образованието, пазар на труд и други општествени слободи и услови се навистина огромни. Но тоа што ја креира оваа разлика се можностите што американскиот систем ги нуди за младите. Да не ме разберете погрешно, тука не ти е се дадено на тацна, не тече мед и млеко, но ако се трудиш, ако работиш, ако си решителен да напредуваш, тогаш вратите можеш да ги отвориш и можеш да постигнеш нешто. Ова е најголемата разлика. Другата е што системот во Америка генерално, но не стално, е заснован на заслуги и ги цени тие што се образовани, вредни и што критички размислуваат. Земајќи го сето тоа во предвид, тие разлики, јас во моменталните услови не би се вратил во Македонија. Главно во моето размислување за тоа е дека во Македонија системот не е заснован на заслуги и вредности и не ги цени тие вредни луѓе кои критички размислуваат. Тој систем на вредности не постои во Македонија и додека не се воспостави, јас не би се вратил. Моето прашање до панелистите се однесува баш на тоа, на нашиот систем на вредности. Државните институции и невладините организации можат да спроведат некаков план и да се обидат да ја подобрат економијата, да креират работни места и да ја подобрат политичката ситуација. Но како можат тие институции и организации да го вратат системот на вредности што го имаме изгубено? Младите луѓе се свесни дека тој систем го имаме изгубено, знаат дека без разлика дали се тие најинтелигентните, највредните или најспособните, во сегашниот систем тоа не се цени, тоа не значи дека ќе можат да постигнат нешто во нивната кариера или нивниот живот. Сега просперираат луѓе без дигнитет и без вредност, кои се на разни начини вработени преку политички партии и врски, а не највредните. Така да економијата и работните места се еден проблем, но нашиот систем на вредности е сосема друг проблем. Како може да се врати тој систем на вредности во Македонија и исто така како да се врати довербата на младите луѓе во тој систем? Благодарам. Како да се врати системот на вредности и довербата на младите во тој систем? Како да се врати, јас прва. Да. До некаде се согласувам со момчето. Значи, кај нас имаме немалку проблеми со вредностите. До сена се и вредностите од нашата национална култура и индивидуалните вредности, бидејќи моментално ние имаме еден спој на двете матрици, нашата што беше до сега типична за нас и од западниот свет. Значи, ние тука имаме еден процес, кај нас се долги процесите. Имавме долг процес на транзиција, имаме долга евроинтеграција и се нема крај. И веќе нормално е во тоа што веруваме, веќе да не веруваме. А од друга страна, Западот ни пласира некои вредности нивни и така да сега малце сме, нели, ние имаме проблем со вредностите.
Јас решението за да се вратат работите како што треба да бидат, ги гледам првенствено во државата, што навистина треба да направи некои системи, да ги вклучи, да ги мотивира младите луѓе, да работат, да наоѓаат работа, да се покажат на работата, да отвараат своји бизниси. Меѓутоа, и за жал и тоа е ретко, бидејќи тие немаат успешни приказни од приватниот бизнис да видат и ретко се одважуваат да започнат собствен бизнис. Другото решение го гледам токму оваа миграција, но да биде краткотрајна. Значи да се оди некаде, да се едуцираат младите во странство, па да се враќаат или да се прифаќаат да работат негде, но повторно се вратат, бидејќи таквите искуства кои што ќе ги добијат надвор и контактите кои што ќе ги остварат се многу драгоцени. Да се вратат, но за тоа треба тука да им бидат отворени вратите. Треба да им бидат отворени вратите, точно. Бидејќи таквите искуства и контакти се драгоцени во општество, но ако си отидат за секогаш, тогаш губиме како земја. Значи мораме некако да ги привлекуваме младите и да отидат, но и да се вратат. И што повеќе одат, така да сите ќе знаат како да придонесат во оваа земја, ќе научат нешто повеќе, а да не бидеме изолирани тука и да се разочаруваме. И што е тоа што недостига за тие да се вратат? Верувам дека има млади луѓе кои го прават тоа и се враќаат назад, но има и такви кои велат доколку не се смени нешто нема да се вратат. Да. Треба институциите повеќе да се заангажираат, да работат. Националната стратегија за млади треба да се доработи, треба да отворат некои нови места, да видат овие реформите пензиски треба да се види исто. Можеби не треба толку долго да бидат до 65 години, например, луѓето на работа, да се заминуваат порано во пензија, па директно ќе се отворат и некои работни места и за младите. Значи малце да се заживее вработувањето кај младите. Дона? Јас би рекла дека еден од главните проблеми е што ние живееме во заробен систем и заробена држава. И колку сакаме ние да има иновација и талентирани луѓе и потенцијал, тие нема да се манифестираат се додека системот е тесно, посебно и економијата е тесно врзана со она што е партиското и партиската контрола и партиските интереси на моќниците кои што ја управуваат целата држава. Виновниците и вината се наоѓаат во неколку работи. Да речеме прво во лошите политики. Најголем дел, значи барем од политиките кои се одразуваат на животот на младите, се прават без значајна претходна анализа која што ќе утврди проблеми, без квалитетна методологија и ние работиме на развој на политики без воопшто да се осврнеме на основите на добро креирање на една политика. Создаваме политики кои што ако не ги бива ги менуваме, кои што се контрадикторни едни со други, како што се случи во ист период да се донесат и политиката за субвенционирано вработување на млади луѓе, како и она за продолжување на периодот до пензионирање, што се две контрадикторни, затоа што ако некој не излезе од системот, во тој систем нема да има нови работни места. Тука влегуваат и корупцијата, влегуваат и врска што треба да има некој за да извади било каков основен документ, заканата од високи многу ригорозни казни, инспекции што прават да е поскапо да затвориш бизнес него да го основаш. Фактот што образовниот систем те вади надвор без ти да знаеш како да водиш бизнес. И еве ќе спомнам еден иновативен пример. Верувам многу ја знаат апликацијата Мој воздух, која што е една од најстимнуваните апликации на македонскиот Android пазар, што би се рекло Play Store. И тоа е иновација. Некој направил апликација за ние во секој момент да можеме да видиме што се случува со загадувањето на воздухот. Да. Но, што се случува со таа апликација, истиот студент што ја направил е приморан да собира пари за да може да ги покрие трошоците за новите сервери и дополнителна заштита на таа апликација, затоа што некој упорно се труди тенденциозно да му го бутне системот и да го ограничи пристапот до неговата апликација, која што патам агрегира јавни податоци. Така што тоа е кочницата на иновацијата, политичкиот интерес кој што ја кочи. И нормално и вредностите играат значајна улога, затоа што нас корупцијата не е неприфатена, туку веќе не е норма. И сега не зборам за високата финансиска корупција која што не сите и дури ја разбираме, но кај нас многу чести и толериране се случаите на задолжително купување на книга од професор за да може да се полага предметот. Препишувањето кое што студентите него не препознаваат како форма на корупција, плагијатот во целата академска заедница што се случува. И ние создаваме систем кој што не ги наградува најдобрите, туку оние кои што се најпослушни, најмалку бунтовни и најснаодливи, можеби не на најетичниот начин. Кога една држава се соочува со ваков тип на екзодус и при тоа кога минатата година имаше 10.000 студенти надвор на улица, тогаш тие институции, таа власт, тој премиер, треба да се запраша што тоа погрешно градел во својата политика. Клучот
овие млади луѓе се многу поразлични од сите кои до сега провејувале низ годиниве и ова се различни студентски протести од тие 97 година. Зошто? Затоа што овдека суптилно се протнува една од високо свесни млади граѓани се протнува нова политичка култура. А таа е партиципативна политичка култура. Младите сакаат да бидат вклучени во процесот на градењето на политиките. Сега, кога ние веќе немаме институции, буквално, сега можеме сите го чувствуваме тоа, дека ние институции немаме, тие се срушени и разурнати. Единствен начин за да се врати системот на вредности или да се воспостави нов систем на вредности, затоа што ако претходниот сме го суспендирале, значи дека и претходниот на некој начин се базирал на систем на корупција. Во тој случај ќе ни е потребно да младите луѓе и граѓаните воопшто бидат вклучени во градењето на тие институции. Затоа што не можете од почеток да го градите системот ако претходно пропаднал, а при тоа да го градите повторно од озгора надолу. Потребно е вклучување на младите луѓе во рамките на институциите, во процесот на креирањето на политики и тоа да не биде само на хартија. Значи, институциите, видите, мон ќе не викне на средба и ние сега ќе глумиме, ќе глумиме дека сите сме фини и дека многу се почитуваме и разбираме и после тоа мон ќе ни избрише се што ние напишеме. И ќе отиде таму и ќе го протне во парламентот како што сака. Но сте биле на средба. Начинот на кој институциите треба да приоѓаат кон своите граѓани. Да не забораваме, тие се државни институции и овие млади луѓе ги плаќаат тие државни институции, мора да функционира на отворен начин, на транспарентност, не лажна, на отчетност не во 4 тома книги, како колку владата сторила, туку граѓаните сами да ја видат отчетноста со вклученост во градењето на политиките и на институциите сами по себе. Две девојки кои се борат за подобрување на состојбата на младите луѓе, професорка која научно ги истражува овие состојби и се обидува да дојде да одговори. Јас навистина се надевам дека оние кои не се вечерва во студиото, кои ги носат одлуките и оние кои претендираат да бидат на тие позиции, ќе ве слушнат што имате да кажете, бидејќи на крајот од краиштата кога младите луѓе ќе побараат да бидат слушнати, навистина треба да бидат слушнати и тоа е единствено нешто кое што ќе покаже дека има волја да се подобрат состојбите во државата. Одиме на прашање на Ана Арсовска. Право, јас сум Ана Арсовска, средношколец кој што септември ќе студира надвор. Имам прашање посебно за владината стипендија како концепт. Тоа е систем кој што го финансира образованието на млади студенти на најдобрите универзитети на Шенгенската листа и систем кој што им ветува дека откако ќе се врата, кога ќе заврши со тоа образование, ти им биде обезбедена работа во Македонија и дури ги условува дека таа работа мора да биде прифатена. Сега, земајќи го ова предвид, сваќаме дека сите овие ученици кои што ја земаат таа владина стипендија се спремни да се вратат во Македонија и да придонесат до образованието и до македонското општество. Меѓутоа, многу често слушаме дека многу ученици кои што се враќаат не добиваат работа и не можат да најдат работа. Ви одите со таква стипендија? Не, од факултетот добивам стипендија. Што мислите општо за овој немеритократен процес на вработување и општо за владината стипендија и како и дали таа се поврза со екзодусот што Тона го спомна? Кој сака прв? Владината стипендија, извинете ако може. Владината стипендија, јас она што го разбрав е дека имало приоритети за кои науки ќе ја дели владата стипендијата и така еден од клучните приоритети е биохемија. И сега, кога наш студент ќе отиде надвор да студира биохемија, за да се врати дома, нема да може да најде работа, затоа што нема услови каде да најде работа. Владината стипендија моментално се базира на класична уцена. И ние ќе ви дадеме пари да одите да се образувате надвор, ама вие ќе бидете оценети да по 2 години се вратите назад во земјата, со тоа што ние ќе ви дадеме работа која што нема да ви ја дадеме. Значи, поентата на владината стипендија треба да биде во стимулирање на младите луѓе да отидат и да ги
истражуваат своите шанси надвор, односно образованието надвор, и при тоа кога ќе се вратат во земјата, знаењето кое го стекнале надвор да го применат дали во рамките на државните институции како експерти по одредена област, дали во рамките на образовните институции, дали во рамките на високообразовните институции, меѓутоа целта е на истражување на шансите и можностите. За жал, како и сите останати проекти поврзани со млади, сето тоа се базира на еден популизам кој што потоа треба да прерасне во скапа владина реклама. Целта на владината стипендија не е да се рекламираат, туку целта е, ние не сме виделе уште резултати, нема никакво истражување, мислам дека нема истражување за тоа, нема истражување за импактот кој е направен, нема од владата никаков официјален документ колку студенти идни студенти побарале, колку од нив се вратиле, на колку од нив им дале работа, со колку од нив уште соработуваат и ги применуваат алатките кои тие студенти ги научиле надвор. И од тука ние не можеме да зборуваме за квалитетна владина стипендија. Но ја сватив добро, Ана, тие студенти се доведуваат во ситуација таму да завршат, да мора да се вратат, а да не можат да работат. Ќе треба да ги вратат парите назад, и тоа мислам дека имаше некоја и смешна камата таму, додава на стипендијата, додава уште плюс пари кои што студентите ќе треба да ги вратат. Да не може да најде. Ние не можеме да знаеме дали е чест случај заради тоа што владата нема никаков официјален документ во кој што има бројки. Тоа е неодговорно трошење средства. Ти кога инвестираш во нешто треба да знаеш кои се ефектите од таа политика и да ја мериш таа политика и резултатите од неа. И ние тие податоци ги немаме на располагање како од многу други политики каде што се трошат јавни средства, каде што пробуваме да поттикнеме нешто, затоа што во основа идејата не е лоша. Инвестираш во поквалитетно образование и очекуваш нешто да се врати назад. Ама тој човек ти го ставаш во систем кој што немаш апсолутно никаква гаранција дека ќе му дозволи воопшто да го врати тоа што го стекнал, кој што нема да има можност ни да се реализира, ни да помогне некако. И за воопшто и да коментираме на ефикасноста, треба прво да знаеме колку студенти искористиле, како тие се чувствуваат како се вратиле, каква работа добиле, колку се реализирале и како помогнале околу тоа. Ние упорно ништо не следиме дали има некаков ефект. Ние зборуваме дека има некаква нови работни места, зборуваме дека има програми, ние не кажуваме што е тоа што се сменило во животот на луѓето на подобро благодарение на тие активности. Професорка. Тоа се класични популарни методи за процесот на brain drain. За жал не јас немам податоци како сето тоа се одвива. Инаку Доне убаво кажа, би била срекната како може да се вратат па кај нас на државните универзитети да се вработуваат млади луѓе, бидејќи ги немаме. Многу малку ги има. А имаме извонредни студенти кои што сакаат да се занимаваат со наука и би била убава можноста да можеме да ги задржиме. Ана, дали имате ли вие план дали би се вратиле после студиите? Велите дека ќе студирате надвор? Не знам. Доколку се смени ситуацијата за неколку години, доколку ми се дадени условите, јас би сакала секако да се вратам. Но не знам. Што е тоа што би сакале вие да се смени за да можете овде да ја градите својата идеја? Сега, за мене многу битен фактор е тоа што јас планирам да студирам разни полиња кои што не се развиени во Македонија, како на пример, не знам, некои физики, такви работи што нема голем фокус дадено во Македонија, и јас ако се вратам нема да идам каде да ги истражувам тие работи, немам како да ги изучувам понатаму. Додека на странските факултети мене ми е дадена таа опција. Добро. Сега повторно, ако ми се дадени услови во Македонија, секако би сакала да се вратам, но не знам. Добра, Ана, благодарам. Милка Геровска е девојка која е во Германија на постдипломски студии и на пракса во Бундестагот, таа меѓу другото одговара на ова прашање под кои услови би се вратила во татковината, а ќе го слушнете и Блаже Малески, кој во моментов е во Љубљана, но студира во Берлин. Тој зборува за причините зошто си заминал, па потоа ќе ги прокоментира. Здраво, јас сум Милка Геровска од Скопје. Завршив политички науки на Универзитетот во Билефелд, Германија, и сега сум на магистарски на Универзитетот во Ахен, каде што студирам европски студии. За да би сакала да се вратам во Македонија, сметам дека треба многу работи да се променат, особено поради фактот што моментално имаме голема политичка криза, но сметам дека за почеток институциите не треба да бидат исполитизирани. Сметам дека треба да се стави акцент на
квалитет пред партиска определеност и припадност, односно дали имам партиска книшка или не. Но за жал ќе стигнам до таму каде што би рекла дека сметам дека треба да имаме нормален здравствен систем кој што ние моментално го немаме, каде што можеме да видиме колку тешки случаи има кои што многу треба да чекаат или кои што завршиле за жал фатално. И исто така сметам дека треба да се понудат многу подобри можности и доквалификации за студенти кои понатаму например би сакале да работат во одредена бранша. И затоа за јас да се вратам, сметам дека прво треба да бидат овие услови понудени. За разлика од кај нас во Германија овие услови постојат и се нудат и многу курсеви за доквалификација, се става исто така акцент на квалитетот на луѓето, а не на тоа например на која партија припаѓаат и слично, значи тука партиската определеност ретко кога игра улога и сметам дека затоа за сега преби останала тука отколку да се вратам во Македонија, а доколку оваа ситуација се промени би била среќна да се вратам. Здраво, моето име е Блаже Малески, моментално сум на студентска размена во Љубљана, Словенија, инаку студирам политички науки во Берлин, Германија, и таму се преселив пред година и пол. Навистина ми беше тешко и на некој начин смачено константно да се карам со властодржци, кои што ќе ми велат дека јас сум платен за моето различно мислење, а не сакам да го видам македонското општество да се развива понатаму. И навистина тоа беше една од најголемите причини зашто сакав да се иселам од Република Македонија. Втората причина зашто се иселив од Република Македонија е екзистенцијалното прашање кое што ме мачеше. Јас својата иднина не ја гледав во било кој бизнис сфера во Република Македонија, ниту пак имав надеж дека би можел да работам во државна институција. Па така одлучив да одам на универзитет каде што би можел да се специализирам во нешто што стварно го сакам, а тоа е истражувачката дејност. И каде што би можел да научам што повеќе за мојата професија во странство. Јас не сметам дека образовната политика во последните 10 години соодветствува на пазарот на трудот и можностите за вработување за младите луѓе. Не може ние да очекуваме да имаме толку многу дипломци, а толку малце нови работни места за високо квалификувани луѓе. Или во превод се отвараат само места во фабрики каде што образованието не мора да биде високо, а ние како држава продуцираме висок број на високообразовани луѓе, со што на некој начин ја пумпаме понатаму младинската невработеност. Значи, повеќе аспекти се отворени во овие две сведоштва на наши млади луѓе во странство. Секој од вас може да го прокоментира аспектот кој што мисли дека може најдобро да го прокоментира, но Ивана Туфекџиќ, ако може јас да поставам едно прашање кое произлегува од сведоштвото на Блаже Малески, вели мене ми се смачи некој да вели дека јас сум платен бидејќи сум активен, а не поради тоа што сакам општеството да биде подобро. Веројатно го разбирате. Во третиот дел ми се чини или во некој дел од бесконечното интервју на председателот на ВМРО ДПМН, ова го поврзувам и со Милка Геровска, делот кој што вели доквалификации кои што се преку обуки и неформално образование. Во тој дел председателот на ВМРО ДПМН зачудено вели дека овие сите кои одат на обуки од невладини организации биле секташи и скокале на програмата на ВМРО ДПМН. Јас сум одела на многу обуки, не сме скокале на програмата, морам да го кажам тоа јавно, за да не си помисли некој дека вистина такви методи применуваме или применуваат невладините организации. Тоа е еден тренд каде што ги делиме луѓето на предавници или платеници, овие кои работат против македонската држава и овие кои се длабоки патриоти и тие се олицетворение на власта, на уставот кој го кршат секој ден и на државата. Но тоа е во спротивност со она што преска го зборувавме, дека тоа што имаат младите да го кажат треба некој да го слушне. Апсолутно, бидејќи патриотите се овие млади луѓе кои
одат и неуморно секој ден се борат со институциите. Дали било тоа со образовните власти, дали било тоа со труд и социјала, со здравство, со кој и да е сектор. А од друга страна, денеска имаме сторија каде што гледаме дека половина влада имаат бугарски пасоши министрите. И сега јас прашувам кој е патриотот, а кој е предавникот тука. Кој е платеникот и хулиганот, а кој е тој кој што работи за интересите на државата. Значи, таа теза е крајно фатална за однесувањето, посебно за однесување на една одговорна власт, каква што би требало да биде. Може ли да ги обесхрабри младите, бидејќи тие се сепак во една возраст кога може да се обесхрабат од такви дисквалификации? Апсолутно, апсолутно дека може да се обесхрабрат од такви дисквалификации, иако многу често младите сега го тераат тоа на хумор, бидејќи единствениот начин да се справите со ужасно лоша и погрешна теза е да свртите на хумор и сатира. Значи, не би требало да ги обесхрабрува овој дел, затоа што ако не треба да ние да се претвориме во игра на патриоти и предавници. Сите треба да работиме за да го подобриме системот. И младите луѓе тоа и го прават. И иако се најдени на стории на разноразни провладени медиуми, ако се сеќавате минатата година студентски пленум бевме заокружувани на Курир и останати медиуми, па бевме етикетирани, бевме брутално напаѓани дека некој не плаќа и така натаму. Меѓутоа на крајот од денот владата седна со студентскиот пленум на иста маса и преговараше. Значи, ете една успешна или полууспешна приказна од тоа како младите луѓе можат да имаат ангажман и покрај сите овие брутални напади од страна на провладините медиуми. Бидејќи друг начин веројатно нема. Треба да се нема избори. другиот начин да го фатите авионот на аеродромот Александар Велики и да заминете некаде најдалеку. Јас Сомалија би ја избрала, да речем. Дона? Мене ми е, од една страна, чест што ги знам луѓето и како Милка, и како Блажен, како Ана, и како многу други кои што покажале звонреден талент и извонредно чувство за општествена ангажираност. Ама, она што боли во овие моменти, не знам, можеби некој го видел на интернет, циркулираше една досетка, века држава со ваква младина не треба да се грижи за еднината на Германија. И не треба. Затоа што оние млади луѓе кои што одбираат да кажат нешто и да се издвојат од останатите и да кажат во што веруваат и што сакаат и што мислат дека заслужуваме, се оние млади луѓе на кои што им се цртаат црвени кругови, оние кои што се викаат хулигани и хулиганки, оние кои што се викаат платеници, оние кои што се напаѓаат со летоци, со постери по училиштата, кои што се држат во притвор, кои што се изложени на најмногу напади, а тоа се оние луѓе кои што најмногу сакаат да направат нешто на подобро во ова општество. Тие не работат против оваа држава, туку се оние кои што напротив се еднината која што може да помогне и некој нив упорно ги брка и ги угнетува. Луѓето кои што ги водат институциите на оваа држава не само што немаат никаква намера да ги чујат младите, имаат јасна намера да го сузбијат на секој можен начин нивниот глас. И само ќе поминам низ 4 кратки нивоа на каде се тоа се случува каде се тоа не се случува на нас. Прво, не градиме никакви демократски капацитети во образованието. Им ставаме слики на учениците дека власта е над сите, ги учиме дека има различни класи, дека послушниот граѓанин се откажува од своите права. И тоа тоа што ги учиме. Првото гласачко искуство, првото демократско искуство на многу луѓе за жал им се сведува да бидат самите избори. Затоа што во средните училишта речиси да нема средношколски заедници кои што се значајно организирани. Родителите имаат повеќе моќ да одлучат како ќе се води училиштето отколку самите ученици, затоа што родителите гласаат, учениците не смеат ни да присуствуваат на органите за управување. И ако нашата генерација може да се пофали дека какви такви унии имала, сега ни тоа не постои. Кога се појави средношколскиот пленум, Министерството одби покрај месеци нивно постоење да преговара со младиве кои што знаат да кажат што сакаат и одлучи во еден ден да преговара со некаква си непостоечка средношколска унија, затоа што се плашеше да зборува со вистинските млади. Во високото образование имаме, иако во правна рамка можеби меѓу најдобрите можности за студентско одлучување во управувањето, што се случува? Тие се узурпирани, монополизирани структури
кои што ги водат луѓе кои што несовесно си ги продолжуваат мандатите доколку што треба, кои што без око да им трепне се именуваат представници во Сенат. Еве сега е проблемот околу изборот на ректорот кој ќе учествува во студентската. Да, и тоа е приказната на студентското образование, на студентското организирање во континуитет. И студентскиот пленум кој што имаше далеку по разбирлива аргументација беше игнориран на сметка на квази студентскиот сојуз, односно што се викаат парламент. На локално ниво половина од нашите општини имаат некакви локални младински совети кои што треба да им дадат на младите право да кажат на општината што мислат дека им треба. Половина не ни ги имаат, а од тие што ги имаат многу од нив се земаат права наместо младите да кажат кој да им биде представник, советниците да одлучуваат кој да им биде представник. Младите во земја пред 4 години се здружија во Национален младински сојуз со 67 организации за млади, младински организации, сојузи, подмладоци на политички партии. Оваа држава и покрај тоа што овој сојуз е членка на Европски младински форум и покрај тоа што има 2 препораки резолуции на Европски парламент да се признае, го игнорира. Стратегијата за млади, иако е најважниот политички документ за млади во нашата држава, е една фарса каде што некој глуми демократски декор и нашето учество го злоупотребува за да покаже дека постоело учество, иако не било суштинско, затоа што потоа си го кастрале документот и го ваделе Министерството за млади и државниот буџет како поеми од самиот документ. Кога ќе посакаме да бидеме чуени, не сме. 25.000 граѓани што дадоа подписи екстерното да се признае како пилот не добија со петицијата на МОВ не добија средба. Студентскиот пленум беше предмет на етикети, оцрнување, за на крај да стигне до некаква работна група. Средношколскиот живее непостоечка унија да преговара во нивно име. Не, имаше преговори на кои што вице-премиерот Владимир Пешевски им рече знам кој ве праќа. Тоа е како ние ги третираме нашите млади. Тоа се демократските вредности кои што ние треба да ги изградиме кај нив на познизност, на наведната глава. Или можеби од ова нешто ќе се изроди еден значен младински пркос, кој што го гледаме последниве години, ама не знаеме кога и доколку ќе обстојува, затоа што клучната тенденција која што ја преземаат сите организирани актери во општество преку институциите е да се сузбие вистинското младинско учество, а кога има потреба да се замени со токенизам или со некаква декорација која што ќе биде параван на тоа дека младите имаат право да зборуваат. Со контраорганизација. И со контраорганизација. Професорке, ако се согласите околу изјавите на Блаже и на Милка, аспектот како да се задржат, бидејќи Милка вели би се вратила доколку се сменат овие работи, или она што сакате вие да го прокоментирате? Прво имав согласувам, меѓутоа имам една забелешка. Во однос на коментарот за презаситеност со високо образовани луѓе. Значи не може да некому да му се забрани да оди погоре доколку сака, бидејќи нели тоа беше затоа и беше критикувано екстерното образование како вид на лимитација. Меѓутоа моите препораки можеби било во однос на тоа да се посвети внимание во формалното образование, особено во средните стручни училишта, каде што сега имаат лоша репутација, лош имидж, меѓутоа со некои промени на наставните програми, со промена профилите да бидат атрактивни на пазарот на труд и да не секогаш се мисли дека тоа станува збор за некои професии што се немодерни, а од ниско платени физички, можеби тука ќе се запишуваат студентите, учениците таму. Понатаму, значи мора да се работи на подигнување на репутацијата и имиджот и понатаму во однос на додипломските и постдипломските студии, многу треба да се вложи и финанси, и внимание, и законски некако тоа да се регулира практиканството, да не биде само на 30 дена ограничено, туку повеќе да се оди, бидејќи тоа представува директен линк, поврзаност помеѓу образованието и пазарот на трудот. Тој им е начин на младите да влезат директно во деловниот свет. Можеби ќе останат негде како практиканти во иднина, или пак едноставно следниот пат кога ќе отидат на некој интервју за работа, ќе се осеќаат дека имаат искуство. Дека имаат искуство. Ако може, околу презаситеноста на студентите, мислам дека, односно на дипломците, мислам дека се однесува тоа на отварањето на дисперзираните студии, проект кој што владата мислам дека нема никаква посериозна оценка од страна на Министерството за образование и наука што точно тоа допринесе. Освен создавање на фарса во Агенцијата за вработување, и многу ми е криво што директорот не е тука вечерва, бидејќи со тоа што ќе ги зголемиме бројот на студенти и ќе отвориме буквално факултет во секој град, во секое село,
Со тоа фиктивно ќе ја намалиме стапката на невработеност. И така ќе се фалиме дека имаме историска невработеност, а всушност тие луѓе кога ќе завршат со своите студии, ние ќе имаме историска, ама највисока стапка на невработеност од било кога, која што може да достигне до 55%. Ми се чини дека Турција го имаше овој проблем по отварање на вакви дисперзирани студии со стапката на невработеност. Значи, податокот околу вработувањата, токму според Агенцијата за вработување на Република Македонија, е дека над 50% од невработените се млади до 29 годишна возраст, а од оние кои се... Тоа е на ИЛО. И во друштво сме со Грција, Шпанија, Босна, да и Хрватска малце пониско и толку, сите други се под 30 некаде. Апелите да се запре со ова иселување на младите доаѓаат од сите страни. Јас само би сакала да ја прочитам изјавата на председателот на МАНУ Таки Фити, кој вели нашите најдобри дипломирани студенти, магистри и доктори на науки треба да им се овозможи лесен пристап за вработување во земјата за да се спречи нивниот одлив во странство, бидејќи трошоците за вработување на овој дел од популацијата би биле занемарливи во однос на долгорочните последици што земјата ги трпи со губењето на човечкиот капитал преку одливот на младите високо образовани во странство. Пред да одиме на телопите, значи имаме уште прашања од луѓе кои најавија дека се спрешни да дојдат во студиото. Дали имаме уште некои прашања од студиото? Да ви испочитувам прво вас. Имаме ли прашања? Добро. Значи, Милан Николовски вели, можеме да го видиме телопот, почитувани, јас сум по возрастна личност, сакам да се вклучам во дебатата. Иселувањето не е од денес, туку многу одамна и не е само поради политичката криза, туку има и други причини за тоа. Моето прашање до сите млади во панел дискусијата е следното: дали верувате во анкетата која е објавена неодамна дека 80% од младите сакаат да заминат од Македонија? Не знам на која анкета се повикува, може би вие повеќе знаете. Јас не знам за кој истражување станува збор, ама мислам дека трендот на иселување очигледен, има повеќе истражувања кои што го референцираат и го потврдуваат како прилично висок. Може би не на тој број, ама евидентна намерата. Да, е висока. Тоа е сепак некаков податок. Па да, и бројките преска што ги спомнавте, 60% кај средношколците беше колку би сакале, но колку на вистина. Реално и колку ќе се вратат, не знаеме моментално, меѓутоа и желбата не се занемарува. Така, Росица Иванова вели зошто доколку се намалува невработеноста во Македонија, младите се иселуваат, го имаме примерот со Источна Македонија каде повеќе семејства земаат странски пасоши и ја напуштаат земјата, и дали може тоа некако да се спречи. Значи, тука е и вториот сегмент вклучен, не се работи само за младите, туку и луѓе со млади семејства, значи со помали деца, се решаваат да го продолжат животот надвор. Може да се спречи. Кажавме, може да се спречи, има механизми како да се спречи, а тоа е создавање на еднакви фер шанси за сите граѓани, затоа што ако Источна Македонија конкретно, вистина, тоа е таму е примерот за екзодусот. Автобуси преполни со луѓе кои заминуваат за Италија, најчесто со бугарски пасоши како најлесно пристапни. Ако нешто се вложило таму овие години, а не било се во Скопје, тогаш веројатно дека тие семејства не би ни размислувале да го напуштат својот дом, затоа што, како велат, никој не си оди од што му е убаво. Така што верувам дека ако се вложуваше многу повеќе во такви локални средини, во региони, да имавме ние регионален план за вложување, наместо сето тоа да го стававме во безсмислени споменици во Скопје, како Скопје да е центарот на Македонија, тогаш ќе имавме веројатно, не велам дека ќе го немавме иселувањето. Миграцијата е сега веќе природен процес, меѓутоа веројатно ќе имавме многу помали бројки на луѓе кои што ќе се заминуваа, не само млади луѓе. Младите луѓе се најмногу, ама имаме и цели семејства, имаме и постари луѓе кои што заминуваат, кои што не можеле да најдат овдека шанса, така што верувам дека со правилна распределба на буџетот и со мала помош од страна на државата, пак велам мала помош намерно, не вметнување на државата во приватниот сектор, тогаш веројатно граѓаните би се охрабрувале да остануваат во своите родни места.
Овие трендови се дополнително позабележителни и за младите кои што одлучуваат да не живеат во својот град. Не зборуваме ни за напуштање на земјата, затоа што е несразмерно колку се инвестира во Скопје, а колку во останатите делови од Македонија. Имаме географска нееднаквост, каде што има помалку можности за вработување, каде што нема ни пристојни патишта, каде што условите, основната инфраструктура е на страшно ниво, и ние едноставно немаме планска инвестиција во тоа да создадеме еднакви услови за сите граѓани. И кога некој нема нормален пат да отиде до училиште или пристап до здравствена установа, многу полесно е да посакаш да се преместиш на некое друго место, затоа што едноставно гледаш дека дури во твојата непосредна средина има таква нееднаквост. Морам да спомнам последната информација околу тоа што прави Агенцијата за вработување. Вели се експерти од Германија и Литванија спроведува нови методи за намалување на вработеноста. Политиките за пазарот на труд се прилагодуваат од централно на регионално и локално ниво според потребите на работодавачите. Целта е да се произведат кадри кои по образованието нема долго да бидат невработени. Ова го читам во контекст на прашањето на Теодора Спасовска, која гласи дали државата може да субвенционира бесплатно високо образование како во средно училиште. Сосема кратко, бидејќи сме веќе при крај. Да субвенционира бесплатно Високо образование, се мисли на факултет. Да. Сега го субвенционира со тоа што се подеднакви квотите за приватно и државно студирање, односно изнесува, мислам, 200 евра факултетот. Јас дека не доаѓам од факултет, туку институт, не знам точно, мислам дека 200 евра. Меѓутоа, да, убаво е да има некоја стапка каде што и државата дава стипендии во некој дел но за уште еднаш и бесплатно политика да се завршуваат факултетите за кои што има потреба на... Секогаш тоа, бидејќи џабе ако имаме преку продуцирање на кадри кои што не се актуелни, моментално се најактуелни, технолошките, природните науки, информатичките. Имаме уште време за вашите апели. Ве слушам цело време, се борите на вистина лавовски, иако сте млади девојки. Значи, Ивана, реков, студентскиот пленум, протестите, енергијата ке младите да самите да побараат подобри услови за напредување, но нема да го насочувам вашиот одговор. Кои се вашите апели, кои што сакате да бидат слушнати за навистина младите да останат и да ја градат иднината на оваа држава? Првин би порачала да трендот не се замарам со политика, тоа мене не ме засега. Конечно еднаш заврши, затоа што политиката е различна од партијата. Политиката е секој сегмент од нашето живење. Од тоа како стануваме наутро, до тоа како одиме на факултет, до начинот на кој што влегуваме во болница, до начинот на кој што бараме услуга било каква од страна на државата или имаме обврска спрема државата, да не зборуваме за даноците кои ги плаќаме. Апелирам да престане тој тренд, бидејќи секој еден од нас, како граѓанин, со 18 наполнети години, нема само право на глас, тој има уставни, загарантирани права, има права кои му ги гарантира и Европската конвенција за човекови права, има одредени обврски, точно, меѓутоа има пред се права. И државата не сме буквално да навлегува во тие права. Освен тоа, дополнително, младите може да бидат клучот не само на решавањето на политичката криза, која на овој или оној начин ќе се реши, туку и на понатамошното градење на вистински демократски, транспарентни и отчетни институции. Тоа е она што го повторуваме овде во Отворено, дека граѓаните мораат да бидат информирани за да ги знаат своите права и да бараат решенија во корист на во нивна корист, бидејќи тие се тие кои што ги избираат луѓето кои потоа одлучуваат во нивно име. Образование, средното и подоцна само на факултетот се совршува. Ќе има еден тренд на воведување на предмет на граѓанско и политичко образование, задолжителен. На нашите деца и на нашите граѓани им е нужно граѓанско и политичко образование. Дона и Марија сосема куса. За крај. Пораките до институциите се јасни и кажани илјадници веќе пати. Да се инвестира во квалитетно образование на системски, стратешки начин кој што ќе се мери за разлика од овие квази адхок политики што само трошат пари, а не покажуваат никакви резултати. Да градиме систем на вредности каде што ќе се ценат
вештините и капацитетите на луѓето и со кои што се стекнале, да ги слушаме младите наместо да ги угнетуваме секогаш кога ќе посакаат да кажат нешто. И овие работи илјадници пати сме им ги кажале на нашите институции и еве го резултатот. Така што пораката е веројатно поважна за нас самите како млади луѓе, па и сите останати сограѓани, а тоа е дека ние најдобро знаеме што ни треба и мора да ги бараме начините тоа да им го кажеме на сите оние кои што имаат моќ да направат тоа да се случи. И дали тоа ќе биде политичко застапување, бидејќи политиката е право на секој граѓанин, а не само на партиите. Дали тоа ќе биде покривање на нивото на јавниот дискурс, дали тоа ќе биде протест на улица, дали тоа ќе биде јавна дебата, дали ќе биде петиција, алатките се наши. И наше е да ги искористиме сите права за да направиме притисок, затоа што ако не го направиме тоа ние, очигледно е дека никој друг нема да го направи за нас. Да. Јас се согласувам. Сосема на кусо би кажала дека јас сум за тоа да биде професионалноста на прво ниво, како кај тие што ќе се на власт, што ќе бидат во иднина, значи да бидат професионални и да бараат од другите да потикнуваат професионалност. И ние само на тој начин можеме да одиме нагоре. Инаку во однос на младите, секоја чест, овој пат младите јасно и гласно кажа дека им е доста, дека сакаат промени, дека се загрижени за својата иднина и тоа треба да се почитува. Мислам, браво. Уште еден само податок од истражувањето на Институтот за социолошки и политички правни истражувања, кои се животните приоритети на младите, велат да изградам успешна кариера, да бидам добар родител, да имам сопствено место за живење. Мислам дека не бараат многу, тоа се навистина работи кои треба оваа држава да им ги овозможи. Ова е за окружување на вечерашната тема. Ви благодарам многу што бевте во студиото на Отворено и вам што присуствувавте во емисијата. Следниот понеделник сме некаде на 2 дена пред почетокот на екстерните испити, екстерните тестирања. Уште едно прашање кое засега голем број на семејства во оваа држава, тоа ќе биде и темата на наредната емисија. Значи, дали екстерното доведе до подобри резултати кај учениците и кај професорите, дали реформата е оправдана или не. Прашање во врска со екстерното и вашите ставови ги очекуваме на профилите на Отворено на социјалните мрежи Facebook и Twitter. До следниот понеделник, довидување.